Овој човек, Албрехт Дирер, на германски сигурно звучим поинаку, е еден од попознатите и можеби најпознатиот германски протестантски уметник. Гледате некаде на почетокот на реформацијата действува. Познате и сигурно сте ја видели ова негова слика, раце во молитва, а може поинтересна е оваа другата која е наречена Витез, смрт, ѓавол. Така е наречена оваа слика, на која еден витез, кој е алегорија на Христовиот војник, на конј се движи кон овој град горе на Ридот. Тоа е целта на неговото патување. А останатите делови на сликата покажуваат каков е патот, какво е патувањето. Тоа е исполнета со опасности. Тука е смртта, така со една злобна насмевка на лицето и песочен часовник. Не е многу квалитетна сликата, меѓутоа може да видите смртта со таа злобна насмевка, злобна е смртта и часовникот како една илустрација дека времето е кратко, наближува, отшукува и никој не знае кога ќе му дојде крајот. Позади е ѓаволот со копјето во рака, исто така една гротескна глава. Долу има череп, гуштер, суви дрвја наоколо. Сето тоа е една слика за опасностите кои го следат Христовиот војник на патот кон градот што е на високо поставен. Но она што е важно на сликата и она што јасно го исцртува Албрехт е погледот на војникот. Неговиот поглед е насочен, фокусиран напред. Тој не гледа лево-десно на опасностите, на својата патека на движење, смело, решително, кон целта, кон градот горе високо на Ридот. И тоа е фокусот, вистинскиот фокус. Христијанинот, независно од опасностите, треба да стигне на крајот на својот пат. Кон целта се движи, да ја заврши неговата служба. И оваа алегорија е многу така и убава слика за службата на Павле, која е представена во книгата Дела на апостолите. Поголемиот дел, 2/3 од книгата е опис на службата на Павле. И тој, како и овој смел витез, се движи решително кон неговата цел да го заврши патот, да ја заврши службата за Христос. И 21 глава, или навлегуваме во 21 глава, нова глава од книгата, представува ново поглавје во службата на Павле и ново поглавје воопшто на книгата Дела на апостолите. Од тој момент, разделувајќи се со старешините, од старешините во Ефес, Павле се насочува кон Ерусалим. Таму, според пророштвото што го има, ќе биде врзан, ќе биде уапсен, затворен и од тука неговата служба во книгата Дела завршува во Рим. Тоа е како кулминација на книгата Дела на апостолите. Значи, тоа е тоа ново поглавје и таа решителност на Павле, иако е најавено дека во Ерусалим го очекуваат непријатности, го очекува затвор, неизвестност, па може би дури и смрт, Павле е решен да го заврши патот, да отиде тамо каде што го води духот. Страдањата не се новина во службата на Павле. Од тоа што го видовме досега во книгата Дела на апостолите е искушенија, затвори, тепање, каменување во секој град, на секој чекор. Уште на самиот почеток, кога Бог му се откри, кога Христос му се откри пред Дамаск, во светлината и чу глас кој доаѓа од небото, му рече Господ дека ќе треба многу да пострада за неговото име, за моето име, вели Христос, дека ќе треба многу да пострада. И
Павле го знаеше тоа и ќе видиме сега во овој текст што го разгледуваме, што го прочитавме. Таа е основата на која се крепи службата на Павле. Се да направи за Христовото име. Мотивот за се е Христовото име. И кога говориме за име во древноста, за разлика од денес кога името служи само за да се идентификува една личност од друга, да се разграничи една личност од друга, тоа е смислата на денешните имења. Во древноста името е суштината на човекот. Името и личноста е едно. Името ја покажува природата на личноста. Има тесна врска. И кога Господ Исус ги учеше учениците да се молат со Господовата молитва, еден дел нели вели да бараме да се прослави името на нашиот татко на небото, да се свети неговото име. Тоа значи тој да биде славен како на небото, така и на земјата. И во таа смисла кога Исус вели за моето име ќе треба да пострадаш многу. Со други збор вели заради мене. За мене ќе треба да пострадаш. Се што ќе правиш, ќе го правиш за мене. Јас сум причината. И Павле, знаејќи го тоа, им рече на христијаните во Ефес дека независно од тоа што го очекува во Ефес, во Ерусалим, тој ќе оди, бидејќи е спремен не само да биде уапсен, затворен, туку и животот да си го даде заради Христовото име. На Филипјаните пак им рече да живеам за мене е Христос. Христос е смислата на мојот живот. А да умрам е придобивка. Зошто? Зошто ќе се одам кај Исус. И ја поставам оваа сцена за изучувањето на овој текст, за да ве подготвам понатаму во објаснувањата, бидејќи многу контроверзи има изградено заради некои овдека информации што ги имаме, дури и видни проповедници фателе една насока на толкување која не одговара на целиот овој контекст што го гледам. Она што се случува до тој момент, целото служи на Павле, она што претходи на овој текст и потоа ќе видиме и следниот пат случувањата во Ерусалим. Бидејќи некои се искушуваат да речат дека Павле е тврдоглав и не го слуша духот кога решил да оди во Ерусалим по секоја цена. Јас не се согласувам, бидејќи основата на која што се гради овој текст и целата служба на Павле е Христовото име. Тој се прави заради Христос. Значи, контекстот, најнепосредниот контекст е разделбата со ефеските старешни. Павле е во Ефес, поминува малку време со старешините таму, ги охрабрува, и објавува својата намера, која уште на почетокот имаш, уште додека беше на почетокот на службата во Ефес пред 3 години, дека сака да оди во Ерусалим. Има неколку задачи да изврши таму, меѓу другото и да сведочи за Христос во Ерусалим, и доаѓа веќе моментот на разделбата и патувањето кон Ерусалим. И првите стихови од 21 глава е описот на патувањето. Лука ни ја дава во обичајната источно-медитеранска поморска рута за патување. Од Ефес, низ неколку островчиња поминува, секој островче е станица на тоа патување, Кос, Родос, Патара и натаму веќе првиот град на феникиски или сириски, Тир. И имаме ние картата со која се служиме. Значи, они се овдека во Ефес, од Ефес тргнуваат на југ, зелената стрелка меѓу Родос, Кос, ова е Кос, Родос и тука имаат неколку попатни станици и стигнуваат во Тир. И пишува Лука дека, или ај вака, ќе дадеме целата структура на текстот. Многу лесно се дели овој текст. Има во зависност тоа како раскажува авторот, овдека структурата се дели
според движенията, географски, според рутите, крајните рути. Например, првата голема пауза, еднонеделна, е Тир. И тоа е првиот дел од патувањето и првата точка, така кажем, од Ефес до Тир. Тир. Втората поголема така пауза, еднодневна, е Толемаида, и тоа е втората сцена. Третата сцена е Кесарија, каде што остануваат долго време, или многу денови Лука остануваат, и четвртата сцена е стигнувањето во Ерусалим и сместувањето во домот на еден кипарски јудеин. И така, нели, ќе ги следиме ние тие поделби и ќе ги разгледаме секој што Лука издвојува во секој од тие градови што се случува. Прво рековме е Тир. Чекаат една недела повторно да се качат на брод, за да отидат кон Ерусалим. Имаат една недела пауза, треба да се растовари бродот, да се утовари повторно, и Павле решава да ги посети учениците во Тир, кои не се негови ученици. Тој не основа црквата во Тир, знае дека има таму ученици, ги бара, ги наоѓа и одат таму кај тие ученици и остануваат една недела. Иако црквата во Тир е основана од она мисионерска служба која почнува од Ерусалим со она големо гонење од 9-та глава, нели, во делата на апостолите, така јудеи кои се распраснуваат низ Јудеја, Самарија и Сирија и основаат таа црква во Тир, претежно јудејска црква. Но иако тоа не е негова лична црква која што тој е основал, ќе видиме една голема близина има меѓу христијаните таму и Павле и неговата екипа. Но што се случува овдека? Што е она што го истакнува Лука? Остануваат 7 дена и тие учениците, поттикнати од духот, му велеа на Павле да не влегува во Ерусалим, да не оди во Ерусалим. И таа фраза поттикнати во духот, или врска, тоа тука е не поттикнати, има еден срзник, деа која значи преку духот, во духот. И таа фраза асоцира секогаш, нели, се спомнува или говори за пророштво. Дека тие имаа пророштво, дека нешто ќе се случи во Ерусалим. Раната црква, во време во кое што немат канон, немат новиот завет, е црква на пророци. Пророчката служба е вообичаена. Пророците се они кои вдахновени од Бог го говорат Словото, Божјото Слово. И овдека, поттикнати, нели, од духот или вдахновени од духот, откриваат нешто дека ќе се случи во Ерусалим. Павле го знаеше тоа веќе. Уште во Ефес, тој им рече на старешниците дека тој ќе треба да ќе има неволи, ќе ризикува, дека ќе има проблеми, ќе сакат да му наштетат во Ерусалим. Тоа веќе е објавено, го знае Павле. Го разбираат и тие луѓе некако на некаков начин и во Тир. И сега тука е проблематичното. Нели, некои, па дури и проповедници од Вестминстерската позната капела велат, Павле не го слуша духот. Зошто, вели, во духот му рекоа да не влегува во Ерусалим. Светиот дух рече, не оди таму. Тоа е толкувањето. И дури се оди до таму, велат, Павле ја покажува таа тврдоглавост и непокорност, бидејќи има многу голем мерак за празникот да се во Ерусалим. Сака таму во Ерусалим да се го слави празникот и е во тој поглед себичен. Од себични мотиви тој решава да не го слушне духот и оди во Ерусалим и така си го загрозува служењето во многу критични моменти. Го ограничува неговото служење. Јас не се согласувам со таквото толкување, воопшто не се согласувам дека се себични, уште помалку согласувам дека се себични мотивите на Павле. Овдека имаме нешто што ќе го видиме постојано, и ќе го видиме и во Кесарија, и порано го гледавме, да пророците таму или учениците имаа водство, разбраа што ќе се случи во Ерусалим. Дека тој таму ќе биде фатен.
To го знаеше и Павле. И оно што понатаму следи е реакцијата на учениците. Тие знаеа дека, во духот знаеа дека таму ќе има нешто и рекол не оди. Зашто понатаму ќе видиме пак учениците ќе речат во Кесарија нека биде Господовата воља. Зашто тие, знаејќи што ќе се случи во Ерусалим, решија да го советуваат да не оди таму. Тие не го советуваа, бидејќи тоа беше откровение да го советуваат. Тие решија да го советуваат да не оди таму, бидејќи знае што ќе се случи. Па Павле и порано знаеше што ќе се случи. И во Ефес тој им рече на учениците што има една посилна форма овдека. Не е диа, туку е део, кој значи врзан во духот. Јас сум окован во духот, врзан во духот. Духот ме влече мене. Јас сум залепен со духот. И кај ме носи духот, таму одам. С други зборови, им вели на старешините во Ефес, духот мене ме води во Ерусалим и јас не можам, а да не го следам духот. Така, неговото заменување во Ерусалим е една многу силна покорност на Павле на водството на духот. И таму ќе им откри, нели, во 20 глава, 24 стих во Ефес, но јас не се грижам за ништо, ниту пак ми е мил животот. Доволно е само да стигнам до крајот на патот и службата што ја примев од Господ Исус, да го посведочам Евангелието на Божјата благодат. Тоа е мојата цел. Па, дури и животот да ме биде загрозен, јас сум решен да го следам водството на духот кој ме води кон крајот на моето патување. И овдека треба да го бараме мотивот на Павле за неговата решеност да оди во Ерусалим. Тој не е несебичен, тој сака во Христовото име, ако треба дури да пострада, но да заврши неговата служба. Од друга страна, Павле со себе носи помош за бедните христијани, бедните јудеи христијани во Ерусалим. Тој собираше помош од Македонија, од Ахаја, веројатно и во Азија собирал, бидејќи знаеше дека таму има глад и сакаше да однесе помош. И тој беше спремен да си го ризикува животот, но да ја достави таа помош во Ерусалим. И во тој поглед повторно не можеме да бараме, никако не можеме да дадеме себичност. Не, тој за другите, заради гладните во Јудеја, во Ерусалим, беше спремен да си го жртва животот. Знаете ли зошто? Зашто Павле си го сакаше народот. Да, Павле е апостол на незнабожците. Да, Павле е апостол на благодатта. Меѓутоа, Павле, го гледаме до крај, си остана јудеин во срцето, во душата. Си остана со својот народ. Само неколку месеци претходно, тој напише послание до римјаните, додека беше зимата во Коринт, неколку месеци. Последното посета во Коринт. И таму го напиша посланието до римјаните во кој што ја изрази својата намера да го посети Рим. Не знаеме дали тогаш тој веќе го имал пророштвото за страдањето во Ерусалим. Меѓутоа, таму има еден дел во римјаните, поголем дел, 3 цели глави, 9, 10, 11, во кој говори за својот народ, тоа со голема болка. Затоа што неговиот народ го отврли Христос. И таму во еден момент тој дури вели, јас сум согласен да бидам проклет, да отпаднам од Христос, да завршам во пеколот, ако тоа го спаси мојот народ. И се некој ќе каже, ама тоа е невозможно, тој знаеше дека е невозможно, лесно да се каже. Не, Павле го гледаме и овдека. Знаеше што го очекува во Ерусалим, ама за да посведочи на својот народ и да ја достави помошта, беше спремен и животот да си го даде. Тоа не може секој да го направи, ако ја нема вистинската љубов. Павле си го сакаше народот, тој си остана во душата евреин. И по тие причини тој реши да оди таму и да си го разикува дури и животот. И така,
тие пророци може да го видат во Тир страдањето на Павле, согласно тоа откровение, со најдобри намери, решија да го советуваат да не оди во Ерусалим. И гледаме Павле придружен од, тој вели, не, ќе одам, не можат да го разубедат, придружен од целата црква, тргнува и дури го испраќаат до брегот, до самото пристаниште. Целата црква, мажи, жени, нивните деца, трогателна е разделбата, иако тие луѓе не се познаваат. Павле не ги познава тие луѓе во Тир, тие христијани. Гледаме каква врска, каква близина. Врските меѓу христијаните се силни. Тоа е многу силна врска. Последниве години една организација во Бугарија која организира семинари ме кани често таму да предавам и има еден од служителите кој е така многу е мотивиран да ме носи низ разни градови во разни цркви да правиме семинари. И последните години многу градови, многу цркви посетив, не ги не знаев дека постојат, за прв пат ги видов. И знаете ли што секаде има едно исто правило? Да, политичарите си ја прават својата, си ја вршат својата работа, нели, да создаваат постојано немири некаде, бидејќи така тие се важни обстојуваат. Но кај да одам, искуството е едно. За неколку минути се создава врската и ние се сакаме, се дружиме, имаме едно топло заедништво. Бидејќи реални се тие духовни врски меѓу христијаните. Реално духот во нас создава врски на Божја љубов и близина. И не тие луѓе кои не го познаваат Павле, за таа една недела стана блиски со него. Тргнаа жени, деца, представете си каква е таа слика. Сите по него одат таму до бродот да го испратат. И кога стигнуваат, сите се на колена. И имајќи го предвид онаа контекстот што го видовме, знаат кај го праќат во Ерусалим каде што неизвестно, може да го убијат таму. Сите се на колена и верувам дека се молиле токму за тоа. Таму, во Ерусалим, Бог да биде со него да го штити. Наше е да го следиме патот, по кој не води. Вистинската покорност кон Бог, вистинското христијанство е да се оди по духот. Христијанот не оди по телото, оди по духот. Чекори го следи духот. И тоа е нашата работа. Но нашата служба, како тој рицар, витез, христијански христовојник, наследението на духот, не го правиме тоа со нашата сила. Го правиме со Божјата сила и подкрепата од христијаните. Ние се молиме еден со друг. Јас верувам дека оваа молитва на таа црква во Тир, сите и децата, и жените, и мажите, клекнале на колена да се молат, било храбрување за Павле. Да го продолжи патот кон неизвестниот пат кон Ерусалим. И ќе видиме таму на вистина му беше сериозно загрозен животот. Следниот пат ќе говориме. Меѓутоа, тие молитви и во Тир, и во Кесарија, и насекаде бе охрабрувањето за Павле. Има сила преку која тој издржуваше. И така, оди од Кесарија, од Тир, во Толемаида, тоа е краток престој, само додека нели се смени бродот една вечер. Нема подолг опис, се поздравиле, се виделе и продолжува од Толемаида во Кесарија, каде што останува цела една недела. Таму во Кесарија, како служител, како водач на црквата е Филип Благовестителот. Кесарија како град, со Кесарија се запознавме кога Петар отиде таму во домот на стотникот Корнелиј и таму беше формирана првата паганска црква. За прв пат неевреи и пагани го примија Светиот Дух и беа крстени, беа спасени. Кесарија бил нов град во тоа време, изграден од Ирод Велики и посветен на римскиот кесар и од тука Кесарија или Цезарија, како една централа на Римската империја во тој дел, град на римските војници, голем гарнизон и така натаму.
И тука служи Филип благовестителот. Филип пишува Лука еден од 7 ѓакони кои беа избрани во 6 глава на оваа книга Делата. 6 души кои треба да надгледуваат, 7 души кои треба да надгледуваат трпезата, бидејќи христијаните јудеи со елинска култура беа незадоволни тоа како се третирани вдовиците јудејки со елинско потекло, со елинска позадина. И тој Филип благовестителот, потоа го гледаме откако почна гонењето во Ерусалим, во 8 глава се распрснаа и тој го ширеше евангелието во Јудеја и потоа едно големо пробудување се случи во Самарија. Многу луѓе поверуваа таму, самаријани, и наднаш духот му рече, се годи на југ, кон Газа, низ пустинята, и додека одеше, најде на еден етиопјанин, благајникот, кесарот на познатото во тоа време Индиско царство, Индиска империја, со познатата кралица Кандакија. Во тоа време, кога го среќава Филип, тој човек читал од Исаја, точно оној текст каде што говори за страдањето на Месијата. Филип слуша, му се приближува, го прашува дали разбира, етиопјанот бара да му се обясни и така му се објаснува, тој поверува, бива крстен и со радост продолжува кон Етиопија тамо да го шири евангелието, а духот го грабнува и го носи на север и на крајот Филип завршува во Кесарија. И овој сега настан од она што се случува во времето на евангелизирањето на Филип, до момент поминале 20 на години. Тој гледаме 20 години во Кесарија и тука се утврдил во службата во Кесарија. Павле пак со Филип има долга врска. Прво како членови на синагогата во Ерусалим. И тоа членови на Елинската синагога или синагогата на либертијаните. И Павле, и Филип се јудеи, но со елинска позадина. Павле од Азија, од Тарс, Филип не знаем од каде, но и тој има таква елинска позадина. Биле членови на таа синагога. И Филип поверувал, а Павле или Савле на почетокот оној кој што го организира гонењето против јудеите кои го прифатија христијанството. Така да на почетокот Савле е гонителот на, или Павле е гонителот на Филип. Од една синагога се. И двајцата се сведоци на оној момент кога Стефан е убиен од јудеите елини во истата таа синагога. Филип е на страната на Стефан, додека Савле е на страната на мачителите, на убијците. Тој учествува во тој чин. Потоа Савле го организира на големо гонење во Ерусалим, кое што е представено во 8 глава, и Филип го напушта градот бегајќи од Савле. И така почнува таа служба на Филип во Самарија и понатаму во Кесарија. И сега ги гледаме 20 години подоцна, Павле доаѓа во Кесарија и оди во куќата и тука останува заедно со Филип благовестителот. Кој знае што се збореле? Имале многу нешто што да си кажат. Сигурно го дискутирале моментот кога беше убиен Стефан и проповета на Стефан. Но гледате колку се чудни тие Божи патишта. 20 години подоцна, такви непријатели сега се заедно служители во Божјото дело. Зашто во Христос на крстот, кога ние се помируваме со Бог, се помируваме еден со друг. И најголемите непријатели може да станат најголеми соработници во Божјото дело. И тоа го гледаме овдека. И така, и вклучува уште еден друг момент Лука, зошто му требало не само да е така да поттикне дискусии и коментари и несогласувања. Тој има 4 ќерки, девици кои се пророчици. Така ли пишу? Кои пророкуваа, да. Овдека пак кој пророкува и како се, жена што пророкува, како можеме да ја наречеме? Пророчица. Ама тоа е српската форма. Не е македонско оригинал. Зашто женска форма на учител како може да би? Која треба?
Зошто не учителица? Да, тоа е нашата форма, тие се српски форми. Уметник, уметничка. Ама сега уметница се воведе. Како? Пророчничка. Добро, ај во женски род, како е било во женски род, хирург. Или педагог во женска форма. Нема. Нема. Зошто нема? Па тие пророкува. Да, во нашиот јазик има јасно машки и женски професии. И ако некоја жена сака да ја врши таа машка професија, ќе мора да ја користи машката форма. Да. Така е во нашиот јазик, точно. Сега, тие девојки биле, пророкуваа. Во древната црква, пророчката служба и пророчка е придавка, а не е именка. И учител, да, учителка може. Учителска е придавката. Поред, како и да е. Во древноста, во раната црква, пророчката служба е служба на вдахновено од Бог говорење на Словото. На Словото. На Божото Слово. Тоа е службата. И таму во црквата на Филип Благовестителот имаше 4 девојки кои пророкуваат. Тоест, во време кога немало канон, Бог го пророкува, го објавува Словото. И сега мене прашањето ми е тие, кај го објавувале Словото? И сега, од современ аспект, нели, држејќи едно учење, ќе кажеме, може би имало женско служење, или детско служење, неделно детска служба и таму само. Не смее, зашто жената не смее да поучува во црква. Жената не смее да го учи својот машин. Така. Меѓутоа, мене овие моменти ме прават ме потикнуваат да размислувам. Може пак, бидејќи таткото, нивниот татко е епископот на црквата, имало непотизам, па тој кршил правила, им дозволил на керките да пророкуват во црквата. Не знаеме. Меѓутоа, ова е интересен момент, зашто пророчката служба е објавување на Словото, проповедење на Словото. Епископите се тие кои што поучуваат, го проповедаат Словото на база на откровението, зашто епископите се ученици на апостолите. Епископите се луѓе кои што биле сведоци на учењето на апостолите. И тие го поучуваат, го проповедаат учењето на апостолите. Пророците се вдахновени и од вдахновение го проповедаат тоа слово на апостолите. Но има тука пак еден момент кој се пак се користи, видите, овие се така, секој сака се да се стави во својата, нели, формула. Тоа е тамо неколку дена, но треба да дојде пророк од Ерусалим и да каже што ќе се случи со Павле во Ерусалим. Иако во домот има 4 жени кои пророкуваат, треба маж да дојде од Ерусалим и тој да каже што се случи. И сега од тука веќе, зависи која нели школа се прифаќа, еве гледате ли, бидејќи тие не смеја да поучуват во црква, Бог требаше да прати маж, и маж како маж, сега таму има 4 пророчици. И сега тој, Павле веќе го знаеше тоа, меѓу другото. И јас верувам дека и во Кесарија знаеле што ќе се случи. Павле сигурно ми рекол, одам во Ерусалим, ама молете се, таму не знам што ме очекува. Во духот знам дека има страдање, дека ми очекува страдање. Тоа се знаеше веќе. Меѓутоа сега пророкот, машка работа, доаѓа таму, знаејќи дека има 4 жени кои пророкуваат и сега, нели тоа треба така, малку театар да се направи, во стилот на старозаветните пророци, му вели на Павле, дај го сега твојот појас, и си ги врзува рацете, ги врзува нозете пред сите и вели, гледат, ова ќе му се случи на оној чишто појас е ова,
и евреите ќе го врзат и ќе го предадат на безбожниците, т.е. на римјаните. Сега, ако го следиме текстот, реално нема да се случи точно така. Напротив, римјаните ќе го врзат. Ама тука сега ова се општи пророштва. Општи пророштва. И од тука натаму сега почнуваат разните шпекулации. Например, за дарот пророкување, нешто да кажеме. Или предходно. И како реагира сите на тоа драматично пророштво. Многу драматично е таму направено сето тоа, од маж, нели? Агав инако пророкуваше во 11 глава, кога дојде во Антиохија, таму беа Павле, Варнава и пророкуваше дека има глад во Ерусалим. И овдека повторно гледам истиот Агав. И сите што што направија кога така, нели, беше представена, што го очекува Павле во Ерусалим. Штом го чувме тоа, Лука е сведок таму, Лука е на лице место, штом го чувме, ние тамошните го молевме да не се качува во Ерусалим, а Павле говори, што правите, та плачете и го нажалувате срцето мое. Очигледно плачеле, ама немојте, молим, немој да одиш таму. Зашто Павле така одговара. Исто како во Тир, гледате, слушна што ќе се случи и веднаш почна, немој да одиш таму, те молиме, немој, плачеле, ронеле солзи. Така пишува Лука. И Павле вели, ми не ми помагате воопшто. Воопшто не ми помагате. Не. Јас сум готов не само да бидам врзан, туку и да умрам во Ерусалим за името, заради Исус Христос. Сите тие најави преку Духот за судбината на Павле во Ерусалим има една цел, да го подготвуваат Павле и црквата за тој случај. Меѓутоа, како христијаните постапуваа? Да го обесхрабруваат со најдобрите намери. Знаете ли што? Многу пати сум бил сведок на браќа, сестри, христијани кои ќе се разболат во последна терминална фаза некоја. И особено ако има пак некоја харизматичка средина позадина, се собираат веднаш пророците во молитвите и почнуваат. Господ ми рече, ќе те крене, ќе те исполни со сила, ќе те излекува, и го помпат така со надеж, со некаква вера, и тоа ќе биде кренат така во духот, меѓутоа до наредната хемотерапија или ноќта кога ќе почнат болките и усаменоста, и сето тоа се губи. Знаете ли што? Има ситуации во кои ние, како браќа и сестри, не треба да им го натажуваме повеќе срце, туку, знаете, да ги подготвуваме. Да ги подготвуваме во радост. Да го пречекат она што ги очекува. Патот, да го изодат. Зашто на крајот на краиштата бурата за многумина си оди конечно, ултимативно, со средбата со Спасителот. И наместо да ги полниме со лажна надеж, која не трае долго, бидејќи реалноста е реалност, не треба да ги подготвуваме за таа радосна средба. Со силата да доаѓа надежта во Бог. Зашто многу е неблагодарно да се исполнуваат со лажна надеж луѓето, наместо, како овдека што бара Павле, да го охрабруваат Господ. И на крајот што рекоа сите? Добро, нека биде волјата Господова. Добро, јас се овдека си имам едно прашање на тие што е дека Павле бил тврдолав и не го слушал Духот. Кој, кога веќе објави Господ што ќе се случува во Ерусалим? Кој сето тоа, чија беше волјата тоа да се случи? Кој сето тоа го подготви во Ерусалим да се случи така? Нели Бог е во контролата на се? И ако Бог каже што ќе се случи со Павле во Ерусалим, имаше ли алтернативна Божја волја ако Павле реши да не оди во Ерусалим, т.е. да го послуша Духот, предупредувањето, и да оде, да кажеме, во Рим? И што? Тоа што беше подготвено во Ерусалим, ќе пропаднеше, зашто имаше некоја друга волја подобра од таа.
Павле разбере дека тоа е тоа. Независно што ќе се случи, тој треба да оди во Ерусалим. И тоа не е предупредување да не оди, туку една подготовка, да знае што го очекува. И да се подпре на силата на Бог, верно да го изоди патот дотаму со поддршката на верните луѓе. И овде као уште уште една работа сакам да додадам во поглед на пророкувањето. Агав рече дека ќе биде врзан од евреите предаден на римјаните. Не, се случи нешто друго. Евреите се собраа, направи еден хаос се случи, сакаат да го линчуват и тогаш се вмеша римјаните, го спаси, го врза и да го однесат во касарната, во тврдината. И се од тука, од тоа, во современи цркви кои говорат за пророкување, за дарба на пророкување, за служба пророкување, велат, и така тие го делат на две нивоа на пророкување, две нивоа на пророчка служба. Едното ниво е она на апостолите, они што го пишуваат Светото писмо. Тие имаат боговдахновено слово кое останува во Библијата. Тоа е она непогрешливо слово. И тоа завршило со Библијата. Меѓутоа има друг вид на пророкување кој не е оној авторитет на словото, како што беше Агав, и тоа се продолжува до ден денешен. И бидејќи тоа не е непогрешливо, може да се случуваат и грешки како што е случајот со Агав. Меѓутоа, кај Агав немаше грешка. Веднаш ќе кажеме, немаше грешка. Сите пророштва се глобални и на крајот на краиштата причината поради која Павле беше врзан беа евреите. Да, тие не физички не го врзаа, но бидејќи тие се кренаа против Павле, римјаните интервенираа да го врзат. Како што, например, Петар на Педесетница застана пред евреите и им рече: вие го распнавте Исус на крстот. Не го распна евреите. Тоа веќе беше се случило. И што Петар не знаеше што се случи. Не. Вие реално, ако вие не го почнавте тој процес против Христос, ако не го однесовте на суд, тој немаш да биде распнат. Вие го на крајот на краиштата го распнавте. Исто како што евреите во Ерусалим го врзаа Павле зашто тие организираа бунт против него. Така да нема грешка во пророштвото. И во тој поглед не можеме да говориме, нели, за ако некој има еден принцип библиски, ако некој пророкува и тоа не се изврши, тој е лажен пророк. Зашто во Библијата немаме такви случаеви на второ ниво на пророштво кој може и да не биде точно, бидејќи не е вдахновено како словото. Пророштвото секогаш и од секогаш било во контекст на давање на словото на Бог. Во новозаветно време пророкот е оној кој што говори слово од Бог вдахновено од Бог. Вистинско слово, не лажно слово. Тоа е таа пророчка служба. Епископите како ученици на апостолите говорат апостолско учење, а тоа исто апостолско учење пак се дава на други пророци преку пророштво. И со формирањето на Новиот Завет, таа служба веќе ја губи смислата. Ја нема. Историски, дори ако видиме црквата, многу е силна пророчката служба во Новиот Завет, првиот век и веќе вториот век се губи таа служба. Почнува да исчезнува. И многу има фактори во таа насока. Сега, овде кај јас пак ќе дадам нешто за размислување. Сакам да поттикнам да размислуваме како за овие, нели, 4 девојки што пророкуваа. И сум слушал многу сведоштва. И верувам во тие сведоштва. Например, луѓе во Бугарија пред 40-50 години, кога комунизмот беше многу посилен од тука и кога беа забранувани Библиите и немаше Библии. Може само и легално, тајно да се шверцува Библија. Сведоштвата на браќи и сестри беа вика, ние ќе поверуваат луѓе, немаше нито една Библија. Не знаевме, можеби ќе најдевме еден лист од некое послание. Бог ни даваше слово. Зашто тие беа како во првиот век, нема книги, нема Библија. И сега се чудат зашто го нема тоа и сакат не. Која е смислата тебе да ти говори вдахновено кога ти имаш Библијата и обврската пред Бог, да ја изучуваш таа Библија, да се молиш за сила и мудрост од Духот и да ја живееш. И сега тука
реална ситуација за пророчки служби и пророчки цркви. Една реална дилема. Луѓето ја имат Библијата, имат можност да ја читат Библијата, дори повеќе Библија имат колку што им треба. И нашата обврска е да изучуваме Библијата, да се молиме за мудрост од Бог, да го живееме во секојдневниот живот, зашто знаете што е христијанството? Христијанството е животот на волјата на Бог откриена во Словото, во секој момент, во секое решение, во секоја ситуација. Тоа е нашата задача. Тоа е нашата покорност на Бог, да го живееме Словото на Бог, кој е Божјата волја во секојдневниот живот. Тоа е нашата задача. Да го живееме Божиот систем на вредности кој е представен во Библијата, во секој аспект, во секој решение што ќе треба да го земеме. И сега, го знаеме тоа, и имаме пророци во црквата. И тука дилемата, што ќе правиме сега? Ќе ја изучувам Библијата и ќе ја живеам, или ќе одам кај пророци, они да ми кажуват што да правам? И знаете ли што се случува во црквите кои има такви пророчки служби, кои пророкуваат се и се, што многу пати не се исполнуваат пророштвата или обично не се исполнуваат? Христијаните не си ја читат Библијата, зашто имат некои авторитети кои им кажуват што треба да прават секој ден во различните ситуации. Не, ако јас сум верен на Бог и на Словото и сум посветен на Словото, Бог ќе ме води преку Словото во моите секојдневни ситуации. Инаку, јас ќе треба да напишам за утре што ме чека, да одам кај пророкот и да му кажам: и ова се утрешните мои планови и решенија, кажи ми што да правам. Зошто има потреба пророкот да ми кажува, кога тоа е мојата одговорност пред Бог, јас да растам во зрелоста духовна. И знаете што се случува во таквите ситуации? Христијаните не си ја читат Библијата, а таквите пак луѓе стануваат култови, кои имаат некаков таков авторитет. И што и да кажат, и многу пати ереси кажуваат, и тие стануваат доктрини во црквата, и така се губи Словото, вистинското Слово на Бог. Не. Нашата задача е ние да си го изучуваме писмото и да ги поучуваме луѓето. Знаете ли како една од причините зашто се губи пророчката служба? Тоа го имаме, може да го видим во тие христијански литературни дела од крајот на 1-2 век. Доаѓа еден момент во кој што луѓето не сакат да слушат епископи кои се ученици на апостолите, кои проповедаат во црквите, сакат пророци. И дури во Дедахе пишува: почитувајте ги и епископите и старешините, како што ги почитувате и пророците, и стремете се и кон таа служба. Не сите да барате пророци. Знаете зошто? Зашто епископите го проповедаат апостолското учење, кој е Божјо учење. А пророците кои, ете така, вдахновени, немат критериум за говорење, биле умилени меѓу луѓето, зашто пророкот ќе се стреми да го задоволи вкусот на луѓето, зашто нема стандард. И со текот на времето почна да се селектира таа служба и се губи. Црквите почнуваат да се ги затвараат вратите, епископите ги затвараат вратите за пророчките служители кои патуваат од црква на црква, и секакви ереси шират, а тоа е времето кога почнуваат на големо ересите да влегуваат во христијанството, а сите тие ереси е усогласување на она светска филозофија во тоа време, гностицизам, со христијанството. И тие пророци имаат во голема мера удел во градењето и ширењето на тие ереси. Само како една, нели, за размислување, како една, додека Словото е тоа. Ти си ограничен во Словото. Ограничен си да делуваш според тоа Слово. Секако нема да ги разбереме сите начини на кои Бог води, но тоа е оној модел, стандард што ни е даден како христијанство, како христијански живот. И овдека ме потсеќа овој случај на, како една од последните работи на, што ќе кажам се денес, на Лутер. Лутер беше во слична ситуација. Кога е поканет 1521, мислам, во Вормс, поканет е на состанок на еден мал собор. Не мал, тоа е како еден вселенски, мини вселенски католички собор. Представници од папата. Во тоа време тој веќе е прогласен за еретик од папата.
Германскиот император или императорот на Светата Римска империја Карл V веќе ги забранил неговите книги. Забранете се за читање и распространување. И Лутер е поканет таму на собор да се откаже. Целта е да се откаже од верата, да се откаже од книгите, од ересите, според католичката црква. Веќе е објавен за хусист, следбеник на Јан Хус, кој 100 години порано е осуден и запален на клада. На истиот начин, Јан Хус, 100 години порано е поканет на ист таков собир во Констанца, да ги представи таму своите учења. Германскиот император, кој е император и на Констанца, и на Бохемија, каде што служи Хус, му дава гаранција дека ништо. Тој разговара со соборниците во Констанца, католичките епископи, бар од нив гаранција дека ништо нема да му се случи на Хус. И Хус тргнува, иако е советуван да не оди во Констанца и во моментот кога влегува, веднаш го апсат, го стават во кафес, го осудуваат и го палат на клада. И тогаш германскиот император се јавува, ги прашува соборници зошто тоа го направиле кога дале ветување на Хус дека ништо нема да му направат. Одговорот на католичките епископи е ветување кој се дава на еретик не треба да се исполни. Како и да е. И се 100 години подоцна истото Лутер е поканат на сличен таков собир. Сите го советуваат да не оди. И Лутер им пишува писмо и вели: иако знам дека на покривот ќе има демони колку керамиди, пак ќе одам, зашто тоа е патот на Бог за мене. И оди таму Лутер. Навистина се организира против него план за апсење, меѓутоа Бог има уште работа за него, и додека има Бог за нас работа и ние сме посветени на таа работа, ние сме безсмртни. Никој не може ништо до моментот додека ние не се завршиме работата која Бог има за нас. Стануваме смртни кога веќе Бог решил дека е завршена нашата работа. И така, тоа е истата ситуација. Наше е да го одиме Божиот пат, смело, не знаеме што не очекува по тој пат. Но независно од тоа што не очекува, Господ ќе биде со нас да не води. И последниот дел, накратко, стигнуваат во Ерусалим и се сместени, решаваат, црквата во Ерусалим решава да ги смести во куќата на некој си Мнасон од Кипар, и тоа е елинистички јудеин, ученик од самиот почеток. Тоест, тој е член на црквата во Ерусалим од 50-ница. Веќе 20 години таму во црквата и повеќе од 20 години. Нема подобро место за сместување за Павле од тој дом. Поради две причини. Мнасон е жива книга за Лука. Лука е дел од таа група. Лука кој собира многу податоци за црквата. Тој човек може да му раскаже се што се случувало тие 20 години. Од друга страна, Павле оди во Ерусалим кај што го чекат тешки денови, црни денови. Тој човек Мнасон, како христијан јудеин, е во самото гнездо змиско, така да кажем. Тој човек ги помина убиството на Стефан, гонењата, што беа во 8 глава повдигнати, 8 подигнати од Павле. Убиството на Јаков Зеведеев, апсењето, затворањето на Петар кога Ирод посака реши сите да ги апси, бидејќи тоа му се допаѓаше. Многу бранови на гонења во Ерусалим, тој човек беше поминал. И Павле беше сместен кај тој човек. Тоа е Божјата промисла. Кога тој стигна во Ерусалим, не беше пречекан од луѓе кои му кажа: "Аба не требаше да дојдеш тука, знаеш што те очекува?" Не, тој беше пречекан од човек кој помина, не споминуваш низ тие работи. И може да му каже: "Тешко е, јас сум сведок, јас сум ги искусувал, но Бог секогаш бил овде." Тоа е вистинската служба. Не случајно е тој дом. 20 годишен јудеин кој служи верно, останал 20 години верен на Бог, во тој град, во таа црква.
И така, некои велат, не требаше да отиде Павле таму, зашто во едно критично време се ограничи неговата служба. Тој требаше да биде затворен и од тој момент тој како затвореник служи во окови. Но неговото мисионирање не престанува. И можеме да кажеме дека од тој момент се отворија широко многу други врати. Тој можеше, како што самиот Христос му рече на почетокот, да застане пред цареви, пред управници. Пред двајца управници во Јудеја тој стоеше и сведочеше. Потоа беше однесен во Рим, таму, големата желба да биде во Рим. И таму во Рим тој може да сведочи на семејството на императорот, на кесарот, на Цезарот. Слушаме од Филипјаните, разбираме дека преторијаните, од преторијаните, тоа на најблиска војска, личното обезбедување на императорот, поверувале. Во Рим христијаните се охрабриле да сведочат некој од партизанство, некој како поради оковите, но почнале да говорат повеќе за Христос. Од таму се напишани посланија кои можеби немаше да бидат напишани. Ги знаете, Ефесјани, Филипјани, Галатјани, потоа и оние лични пасторални посланија. Бог си оствари својата цел преку окуваниот Павле, кој сега не патуваше со бродови, во окови го проповедаше Евангелието на благодата. И тоа нешто, нели, можеме да го извлечеме од овој текст. Не се важни другите работи, за кои да, треба да размислуваме. Но тоа е суштинското. Тоа е христијанскиот живот. Бог, поентата на христијанство не е да разбираме што ќе има утре. Не е тоа целта на Словото, на водството на Духот. Суштината е посветена служба во покорност на принципите на тоа Слово, каде што ќе не води Духот. Не знаеме, нема да откриеме никогаш што ќе има понатаму, меѓутоа знаеме кој го носи тоа што ни доаѓа понатаму. Знаеме дека тоа е во раците на суверениот Господар. И тој секогаш ќе ни дава силата, што ќе треба да биде соодветна на тоа што не очекува. Како што и тој, нели, смел војник оди. Околу нас е смртта, дебне, демоните, непријатностите, суровоста на овој свет, меѓутоа нашиот поглед треба да остане фокусиран кон небесниот град, градот што е на високо. Зашто има само два пата. Два пата кои водат до два града. Небесниот град и градот на вечната темнина. На кој пат сме е прво прашањето. И второ, ако сме на правилниот пат, како го одиме тој пат? Смело, непоколебливо, не гледајки наоколу, туку само кон целта. Зашто сите ние имаме само една задача. Да го завршиме патот и службата за Господ Исус заради Неговото име. И Господ да ни дава сила за тоа.